е доказ дека кога жените ќе одлучат дека можат да направат се, е и следното линковско вклучување, кое што го реализираме со колешката Елена Георгиевска од Куманово. Вообичаено ја гледате со микрофон в рака, вообичаено известува за сите новости од Куманово, а ова утро одлучивме да видиме колку и како Елена знае да подготвува цветни аранжмани и ќе ви докажеме дека е неверојатна и во тоа. Елена, добро утро. Добро утро, Елена. Добро утро. Добро утро, Кристина, добро утро, Јована, честитки до сите, среќен меѓународниот ден на жената. Ветувањето ќе си го исполнам, меѓутоа ќе се обидам да ви доловам дел од оваа прекрасна атмосфера, можеби едно за мене од оние омилени вклучувања, цвеќења во различни бои, различни видови. Символичен подарок и искрена насмевка, веројатно е она што денеска би го посакала секоја припадничка на понежниот пол. А кој ќе биде најубавиот подарок, доколку не некој од овие прекрасни цвеќиња во различни бои? Од овде, од една од поголемите и поубавите, јас ќе речем, цвеќарници во Куманово ни информираа дека набавката на ваквите продукти трае, речиси, од почетокот на седмицата. Купуваат и жените за своите блиски, меѓутоа секако многу значаен е и бројот на мажите. Се бараат различни видови во различни бои, различна е символиката, меѓутоа секој цвеќе се има своја приказна. Различни се и цените, секако со поскапување на сите продукти, поскап е всушност и цвеќето, меѓутоа останува она што е вообичаено, како што велат, најмногу се бараат розите, секако и различниот вид на аранжмани. Исто така, во моментов цената на розите во Куманово се движи до некои 780 динари. Различни се секако и останатите цени. Се надевам дека може да се долови атмосферата. Овде речиси се е подготвено за денешниот ден, меѓутоа како што нагласив, набавката трае речиси од почетокот на седмицата и ова е еден од позначајните денови, профитабилни секако за цвеќарниците и за пазарите, маркетите каде што се продаваат цвеќињата. Секако и поскапената цена не ги спречува кумановци и останатите граѓани да набават нешто за своите сопруги, мајки, баби, да се даде вниманието на понежниот пол барем еден ден во годината, иако тоа би требало да се случува, нели, секој ден. Додека снимателот ја доловува атмосферата овде, јас веќе сум на својата позиција, ќе се обидам да направам нешто, се надевам дека ќе биде успешно. Вие доколку имате одредено прашање, слободно можете да ме прашате. Ајде, Елена, оно што ни интересира додека еве го подготвуваш цветниот аранжман, за кого ќе биде наменет? Кому ти ќе го подариш? Јас добив еден краток час, мала обука, меѓутоа не знам колку ќе биде на добро ниво. Така, да, доколку бидне на добро ниво, ќе може да го подариме некому. За мене некако денот има посебно значење од кога станав мајка, па некако мислам дека убавината е посебна, тие честитки. Веројатно затоа што децата најубаво знаат да честитаат и најискрено, да. Елена се одлучи за рози или ќе додаваме некој друг вид на? Јас се одлучив за рози. Добра. Се одлучив за рози, иако овие што стојат до мене се моите омилени лалињата. Мислам дека можете да ги видите. Да. Лали. Во сите бои. Нашите колеги од режија, морам да ја пренесам реакцијата, дека многу позитивно реагираа за тоа колку убаво се аранжирани сите цветови во цвеќарницата. Многу необично, многу креативно, секоја чест. Така, благодариме што ни дозволија и денеска да бидеме овде. Иако на вистина се преполни со работа. Доволно ли е еден час обука за да може да влеземе малку во нивните вешти раци и да ја работиме нивната работа на цвеќарите, кои што имаат можеби една од најкреативните професии? Да, велат дека може да биде доволно зависно од она што го имаме замислено и што бараме.
Елена, ќе се согласиш ли дека ако Но секако, жена креативноста одлучи е дека тука. сака да направи нешто, тоа може да го направи и со 1 час обука? Па мислам дека можем. Нели? Ето така. Може би Сега нема да биде на докажуваме дека најдоброто може и ниво, ве но гледа. секако ќе биде задоволително. Сакам да го видам сега од Да, другата јас страна. би сакала Имам да видам уште како сосема изгледа малку. букарата. Изгледа. Ова е одлична идеја за и сами да си подготвите сосема дома. кратко, бидејќи- мислам. Да. Нели вообичаено сме навикнати сите да купуваме, Е, побрзо тоа- ни е полесно, поедноставно, но Елена ова го направи за 2-3 минути, што значи дека сите може да го направиме. Ништо, Тоа е Елена, она сега знаеш што дека токму секој го 8 март си посечуваат резервирана јас. за цветни аранжмани. Што ќе речат цвеќарите, Мислам дека дека сум при самиот крај. додека го завршува цвеќарите ќе речат дека ниеден букет кој што го направиле не изгледа исто, не може да го погода, секој е уникатен и таков е овој утринава. Елена, На Елена. јас Елена на секоја вистина поубав аранжман, одамна не сум Не знам видала. која оцена ќе ми дадете. Секоја 10 чест. ти даваме. Секоја чест. Како спомна на почетокот, ако убаво испадне, веројатно ќе го добие и некој. Немој да се случило да не го подариш некому денеска ова, Елена. Секоја чест, браво. Секоја чест, браво.